Владата најавува нови субвенции, а земјоделците тврдат дека се контрапродуктивни. Дополнителни пари од државата ќе добиваат само оние оризопроизводители кои ќе успеат овогодинешниот род да го предадат најдоцна до 31 март. Нашиот предлог ќе биде 5 денари по килограм дополнителна субвенција за предадената оризова арпа, која што мерка ќе важи до 31 март 2019 година. Новата мерка која ќе се гласа во вторник нема да ги опфати оризопроизводителите кои веќе го продале својот род. Децидни се од самостојниот синдикат на земјоделци. Временската рамка индиректно ќе влијае и на откупната цена. Ние не се согласуваме со таа, од проста причина што повеќе илјади тони на оризова арпа е откупена. Значи, тие луѓе нема да можат да влезат во таа програма. Таа е временски ограничена, треба да биде од 1 до 31.12, што индиректно ќе предизвика смалување на цената. Значи, откупувачите, ова го зборувам од искуство, имавме една таква година кога беше мерката по килограм, ја намалија за 2-3 денари веднаш откупната цена. Оризопроизводителите се пожалија и на високата цена на зелената нафта. Од министерот побараа ветувањата за ефтина зелена нафта конечно да ги реализира. Претходно пред 2 години нафтата беше 45 денари, сега е 65 денари моментално. Тоа е 50% покачување. Ние земјоделците тој ударна цена не можеме да претрпеме, бидејќи се нешто што да работиш во земјоделието потребна е нафта. Годинава по Дорис во Кочанско беа посејани 4000 хектари, од кои се ожнееја околу 17.000 тони оризова арпа и 8.000 тони бел ориз. Во моментот 1 килограм оризова арпа се продава од 13 до 18 денари.